Реновираниот војно-медицински центар НАРМ во склоп на општата градска болница 8 септември денес беше свечено отворен. Центарот ќе пружа здравствена заштита особено на припадниците на армијата на Република Македонија. Тука ќе биде и центарот за обука на медицински персонал кој се очекува да прерасне во регионален, во кој ќе се обучуваат војници за меѓународни мисии. Како составен дел на јавното здравство во војно-медицинскиот центар има вработено 148 лица како медицински персонал, а со новото обединување на воените амбуланти во составот на ВМЦ, вкупниот број е 280 лица медицински персонал. Овој центар во иднина ќе прерасне во регионален центар за обука на медицинскиот персонал и очекувам дека овој центар ќе биде искористен не само од земјите од регионот, него и пошироко. Од составот на војно-медицинскиот центар ние имаме во овој момент две мисии. Едната мисија е во Сараево и едната мисија е во Мајнама во Авганистан. Ова е уште еден чекор во подобрување на условите на војниците на армијата на Република Македонија за нивниот стандард, тоа што е исклучително битно за нивното здравје. Една војска со здрави војници е успешна војска и со воен-медицински центар согласно НАТО стандардите денес Република Македонија може рамноправно да учествува на овие меѓународни мисии како што се во Босна, во Авганистан. Во структурата на војно-медицинскиот центар покрај командата се наоѓаат и Центарот за превентивна медицина, воената амбуланта, Центарот за специјалистичко консултативна дејност и Центарот за медицинска обука. Центарот е опремен со најмодерни медицински апарати за спроведување на систематски, специјалистички здравствени прегледи за интерна медицина, неврологија, психијатрија, офталмологија, оторинголарингологија, рентген диагностика и стоматологија.